Добро вечер, гледате ново издание на емисијата Трилинг. 11 октомври не е само почеток на антифашистичкиот отпор. Во антихитлеровата коалиција Македонија влезе со се уште недефиниран државен статус, но со желба да конституира своја власт. Астон беше почеток на формирање на нови институции. Има многу за проучување за подкусурувањето на Македонија, на Јалта. Но ова се минути за годинешните лауреати на државната награда 11 октомври, која ќе биде доделена оваа сабота. А оваа награда за животно дело добија актерката Теута Ајдини Јегени, хорската диригентка професор Летка Димовска Полизова, како и продуцентот и промотор на македонската уметност Иво Јанковски. Лауреати за научните достигнувања се и академик Глигор Јовановски и професор доктор Константин Димитров. Ние 30 години наназад немаме систем на функционирање во главниот град и затоа сме се довеле денес во ваков крах. Многу е ефтина културата, но многу е скапо да имаш некултурен народ. Проблемот е во немањето во моментов на доволно политичка волја, нити во однос на проширувањето воопшто да влезе квалификуваното мнозинство во сите меѓучекори, нити пак во однос на Македонија. Ако имате ингеренции за уривање, ќе уривате дивоградби? А зошто мислите дека не би уривал? Тие дивоградби не се најголем дел од нив од вчера и од завчера. Тие постојат таму во 15-20 години. Мислам дека нема доволна дисциплина, нема доволен професионализам, нема доволна едукација. Јавно предпријатие нема да биде приватизирано. Од моја страна одговорно тврдам. Бизнисот е коруптиран и тој исто така на лесен начин се правиш бизнесмен. Надлежните институции треба да дадат информации за тоа кои се елементите врз кои што се дошло до заклучок дека сме напад на хибриден напад и каков. Влегуваме во втората етапа од изборниот караван. И во ова издание еден од кандидатите за градоначалник овој пат на Скопје на метрополата, Орце Георгиевски, кандидат на ВМРО ДПМН, поточно предводена од коалицијата на власт. Орце Георгиевски, благодарам што издвоивте време во оваа набиена агенда со активности. Што за вас значи Скопје метропола и дали денеска, после 3 децени, повеќе од 3 децени државотворност, може да збориме дека Скопје е метропола? Па една од причините и мотивација моја за да се кандидирам за градоначалник и да станам градоначалник на главниот град е токму тоа поради тоа што Скопје не е метропола во моментов. Односно, ние сме многу далеку од оние стандарди кои што треба да ги исполнуваме како град и услови кои што треба да ги создадеме за граѓаните за нормално функционирање. Ако тргнеме најпрво од немањето на основни елементарни услови за живот во главниот град, тоа подразбира недоволен притисок за вода и недоволно покривање на мрежата водоводна. Тоа е првенствено за мене, не сме да си дозволиме во 21 век да граѓаните, знаете летно време што се случува, малтене половина град нема вода за пиење. Канализационите мрежи, оние кои што ги има се во катастрофално лоша состојба, но и треба нови краци на канализациони мрежи, атмосферска канализација да не ни се случува при секое врнење на дожд половина Скопје да се поплавува. Значи, јас сакам да кажам на самиот почеток дека ние основните елементарни услови за живот ги немаме во главниот град. Да не говорам понатаму за тоа како комунална хигиена не функционира изминатиот период, како граѓаните немаат автобуси за да стигнат до своите работни места или повозрастните до болниците или децата да стигнат во училиште или на факултет. Така што Скопје генерално е руинирано целосно изминатиот период, дополнително влијаеше во сето тоа ангажманот на Арсовска, не за да ги подобри состојбите, туку да го доуништи градот. Скопје, Господин Георгиевски, кога велите дека Скопје не е метропола, кој го избербати главниот град на Македонија? Па Даниела Арсовска, која беше ваш кандидат, зад кој говорам ваш како ВМРО ДПМН, за пред неколку години кога рековте дека овој е вистинскиот кандидат, за потоа да се повлечете и да се покајате на некој начин. Видете, Чомовски, јас бев прв во јавност, уште еднаш да прецизирам, кој што влезе условно кажано во конфликт со Арсовска и прв во јавноста се извинив за тоа што ете сум дал поддршка за Арсовска во минатото.
Де факто таа е кардинална грешка и јас сум тука да ги поправам состојбите после овие избори. Но кога говориме ние за овие немање на основни елементарни услови за живот, тоа не е само изминативе 4 години. Ние 30 години наназад немаме систем на функционирање во главниот град и затоа сме се довеле денес во ваков крах. Во 21 век, јас на моите настапи во изминатиот период не говорам за Луна паркот кој што планирам до јуни месец 2027 година да е готов, или не говорам за нов крак жичарница до средноводно, не говорам за, не знам, за универзална сала која што веќе е влезена во фаза на реконструкција или некои други проекти поголеми. Јас говорам изминатиот период, бидејќи граѓаните најголем проблем имаат со немањето на основни хумани услови за живот. Недоволно и нередовно собирање на смет, микродепонии буквално на секој ќош низ градот, немањето на доволен број на автобуси и доцнење на тие кои што ги имаме, што значи дека ние од малите проблеми кои што го гушат нашиот народ во Скопје, не можеме да разговараме денес за поголемата слика, односно за проекти од поголемо значење за сите скопјани. Вие најавивте дека... Така што, јас само да сумирам, јас во Кисела вода изминативе 4 години кога говорев за решавање на водоводни и канализациони мрежи и атмосферски мрежи. Говорев дека 30 години наназад никој не ги изградил. И утре во Скопје кога ќе ги реализирам, истото ќе го кажам. Дека во одредени населби, еве во Ѓорче на пример, високата зона, прв приоритетен проект ќе ми биде решавање на водоснабдувањето висока зона Ѓорче Петров. 2,5 милиона евра чини тој проект. Никој во 30 години не утврдил дека тоа е приоритетно Ѓорче Петровци да имаат вода за пиење. Или половина водно, Црниче, Пржино, Нерези што немаат вода изминативе години. Тоа се основни елементарни услови кои што некој и пред мене, и пред Арсовска, и пред Шилегов требало да ги реши. Не е доволно на скопјани да им организирате само културни настани. Треба првенствено да ги решите основните хумани услови за живот, да им ги обезбедите, да имаат нормално, пристојно живење во 21 век и за 4 години од денес, како што кандидатите во Кисела вода за градоначалници сега, од сите политички партии, вклучувајќи и кандидатката од мојата политичка партија, не говорат за канализациони мрежи и за водоводни мрежи. Затоа што Орце тој изминативе 4 години го завршил. Истото ќе го направам и во градот Скопје. Најавивте дека доколку бидете избран за градоначалник на Скопје, во првите 72 часа ќе средите, ќе спастрите метрополата. Како е тоа возможно во услови кога речиси сите јавни претпријатија ви се во колапс, нефункционални се? Видете, треба само добра организација. Јас нели не е добро самиот за себе да говорам. Ако велите треба добра организација, дали тоа значи дека сите досегашни градоначалници биле лоши менаџери? Па немало досега ваква лоша состојба како што имаме денес. Тоа треба да го признаеме. И тоа е фактичка состојба. Но кога велам за добра организација, јас сметам дека добро знам да ги организирам состојбите и да ги решам проблемите, така да во првите 72 часа, како што најавив, јас одговорно тврдам дека градот ќе биде исчистен и ќе се направи една голема генералка, во која што нема тоа да го направи само градот, туку тука ќе помогнат сите општини. Тоа е организација, Чомовски. Ние изминативе 4 години не сме имале координативен состанок со градот Скопје. Тоа е недопустливо. Без разлика кој на која политичка партија припаѓа. Јас како председател на ЗЕЛС мислам дека покажав изминативе години кога откако ја водам таа институција како треба да функционираме сите заедно кога станува збор за интересот на граѓаните. И јас во тие 72 часа, освен што ќе ја пуштам целосно на располагање целата механизација на градот Скопје и јавните претпријатија, тука ќе ги повикам сериозно да се вклучат сите општини, но да се вклучат и општествено одговорни компании. Сите ќе излеземе и граѓаните ќе излезат. Како ќе се справите со урбаната мафија, со градежната експанзија која веројатно создава сериозен проблем во Скопје, се сведува на бетон, зелениот се помалце? Јас мислам дека покажав како тоа во пракса изгледа со општина Кисела вода. Прв кој што ќе го споменам е меѓународниот конкурс за расадник, каде што требаше да има 99 згради, сега нема згради. Црниче и Пржино направете слободно проверка во секторот урбанизам кај мене, откако јас сум градоначалник. Нема издадено одобрение за градба со повеќе од 4 стамбени единици.
Во минатото на одобрение за градба на куќа по 32, по 40, по 28 стамбени единици се издава одобрение. Откако јас сум градоначалник, бидејќи граѓаните тоа го побарале од мене, сум останал доследен на тоа ветување. Повеќе од 4 стамбени единици нема издадено одобрение. Ќе донесете ли одлука? Истата пракса ќе биде и во градот Скопје. Ќе донесете ли одлука за мораториум, односно за забрана на одреден период на изградба на згради? Тоа ќе го одлучиме со тимот урбанистички кој што ќе работи со мене. Јас не сум урбанист, но врвни имиња се вклучени околу мене кои што ќе работат на таа проблематика. Господинот Ралев, господинот Марина, господинот Горан Миовски, Славе Трпески кој што беше во катастар на времето. Така да една сериозна организација ќе биде тоа, би рекол, од експерти кои што ќе помогнат во процесот да ние го растеретиме ова дехумано градење, особено во централното градско подрачје. Мојот концепт е градот да се шири, но во периферија. И така ќе функционира наредните 4 години. Ако на таков голем број дивоградби лоцирани само во една општина, претпоставам дека има и во другите општини, ќе дозволите ваквиот тренд да продолжи натаму? Сега тука треба да сме докрај јасни. Јас многу прецизно изминатиот период на оваа тема сум говорил дека сум против дивоградбите, сум против. Дека сум прв градоначалник во историја на општина Кисела Вода кој што постапувал против дивоградби. И индивидуални и колективни сум постапувал. И сум докажал дека законот треба да важи еднакво за сите. И ќе важи во градот Скопје. Но треба да ги видиме ингеренциите на градот Скопје. Градот Скопје е единствена институција под локална самоуправа која што нема градежна инспекција. И јас барам или да ми се дозволи да имам градежна инспекција, па ќе видите во пракса што значи постапување против дивоградби, или државата да ги превземе и од локалната самоуправа, односно да се централизира делот со инспекции, за да не си поделуваме одговорност во перспектива. Ако имате ингеренции за уривање, ќе уривате дивоградби? А зошто мислите дека не би уривал? Вклучувајќи, например, и во Чаир, и во општина... Има објекти во кои што живеат граѓани. Тие треба да бидат безбедни објекти. И таму треба да се направат строги контроли. И јас не знам зошто до сега државниот инспекторат не постапил. Затоа што честно треба да кажеме дека тие дивоградби не се најголем дел од нив од вчера и од завчера. Тие постојат таму по 15-20 години. Но треба да се провери каква е состојбата на истите, да има темелни контроли, онаму кои што живеат граѓани. За делот на отпочнување на дивоградби, јас би бил поригорозен од било кој во минатото. Кој дозволува, например, ќе се изградат згради, ќе се вселат луѓето без имотни листови? Мислам дека тука од една страна е самоволија на поединци, кои што сметаат дека се помоќни од законот, Добро. А од друга страна пак и одредено непостапување на локалните инспекции, но затоа велам јас да не биде дека локалната инспекција не постапила, а не постапила и државната инспекција, затоа што имаме ние државен инспекторат за градежништво. Јас велам или нека се централизира целиот процес, или нека дозволат и градот Скопје во наредните 4 години да има своја градежна инспекција, кој што ќе може да постапува, па ќе видите во пракса како изгледа. Дали на Скопје му треба нов урбанистички план? Сега, Нови средства за сообраќај, вклучувајќи тука се предлагаат од трамвајни Скопје, електрични автобуси. Што во тој дел? Па кога споменавме на почетокот во делот зошто не сме метропола, еве јас би го споменал и решавањето на сообраќајниот хаос, кој што пак ќе влијае, доколку го средиме, а сум убеден дека во наредните 4 години ќе го средам, ќе влијае на промената на амбиенталниот воздух. Затоа што сериозен дел од загадувањето е и поради сообраќајниот хаос кој што го имаме во централното градско подрачје, но и поради ненудењето на алтернативно превозно средство за нашите сограѓани. Од една страна ние имаме нефункционално јавно сообраќајно претпријатие ЈСП Скопје, за кое што ете во март месец од владата ќе добиеме 80 нови еколошки автобуси. Од друга страна, има 60 автобуси кои што не се ставени во функција, се од приватните превозници,
кои што веднаш по првиот ден од како ќе станам градоначалник ќе бидат стајани во функција, што значи дека ние генерално ќе го нормализираме процесот. Тука ги предвидувам и оние автобуси кои што не се исправни технички во моментов, а ќе треба брз сервис да се направи на истите, и тие се некаде околу 40, ние ќе ги нормализираме состојбите во тој дел. Ние треба да довршиме одредени проекти кои што во моментов не се довршени, а се останати по неколку години наназад. Дел од нив се и од времето на Коце Трајановски, како булеварот Борис Трајковски, но имаме мостот на Љубљанска, мостот Генерал Михајло Апостолски, Гази Баба и аеродром поврзувањето. Имаме Момин поток, клучката која што не е довршена, кои што исто така ќе влијаат на нормален проток и подобрување на движењето во главниот град, и сето тоа повторно доведува до моментот дека ние ќе влијаеме со сите тие процеси на подобрување на амбиенталниот воздух во главниот град, но тука се и проектите кои што јас дополнително ги предвидувам во мојата програма. Не знам, еве, улица Хрватска, прва фаза, ново поврзување на Гази Баба со Бутел, сериозно растеретување на сообраќајниот хаос таму. Есенинова пробивање до Шампионче, сериозно растеретување на сообраќајниот хаос кој што го имаме во Кисела вода. Првата подземна сообраќајница за мене еден од најприоритетните проекти од мојата програма и најголем предизвик, затоа што во Македонија немате подземна сообраќајница. Таа сообраќајница планирам одма со ребалансот да биде распишана тендерска постапка и да започнам при крајот на годината да почнам да реализирам истата, затоа што тоа сериозно ќе влијае на сообраќајниот метеж Кисела вода центар делот. Така да ова е се на се цела композиција која што мораме од повеќе аспекти да делуваме и да ставиме во функција за да ги нормализираме процесите. Тогаш веќе ќе разговараме за сериозна метропола и за град кој што го заслужуваме ние како скопјани да го имаме и да живееме во него. Дополнително тука би го споменал и проектот на Министерството за транспорт и врски, градски воз, за кој што министерот најави дека веќе му се обезбедени средства за првата фаза, која што предвидува Зелениково до транспортен центар Скопје, но и дополнително кракот до Ѓорче Петров, а подоцна и дополнителни поврзувања во уште две фази, кои што ќе значат нова алтернатива за граѓаните во Скопје. Знаете, возилата ќе се намалат кога граѓаните ќе имаат алтернатива. Јас често говорим изминатиот период, извинете, малку сум експлицитен, но морам тоа да го споменам. За за централното градско подрачје да го направиме да биде единствено за пешаци. Да не функционира мал ринг делот со возила. Ние тоа можеме да го направиме, но прво треба да создадеме услови за тоа така да функционира. Не е доволно само вие да оневозможите некого да функционира на една позиција, а при тоа да немате создадена алтернатива. Јас затоа приоритетно Лимак ќе го почнам со растеретувањето на сообраќајниот хаос во централното градско подрачје. Преку Лимак јас тогаш ќе создадам услови за мал ринг да е слободен само за пешаци. Зборувате приоритети, прашањето е кој е прв приоритет, велите чистење на метрополата. Тоа е 140 милиони евра е буџетот во моментот со кој располага град Скопје, тоа е последниот за 2025 година, но како на филмска лента едно те исто ни се случува секоја година. Дојде зима, се гушиме. Се слагам. Секој лето ни се случуваат пожари, немаме доволно технички капацитет да се справиме, па мораме да бараме алтернативни решенија и помош од надвор. Како ќе го менаџирате овој дел? Видете, Чомовски, јас кога споменав дека ние немаме систем, тоа и го мислев. Ние не треба да се доведуваме во состојба да имаме лош градоначалник за системот да не функционира. Кога јас ќе создадам система, ќе го создадам по превземањето на власта во градот Скопје, нема да биде важно за 15 години од денес кој е градоначалник на градот. Тогаш ќе има систем во кој што систем ќе се подразбира дека возниот парк во ЈСП мора да се обновува етапно. Или дека пожарните возила треба да се обновуваат, а не да работат пожарникарите кои што секогаш се први на линијата, и според мене најдобро предпријатие е тоа во моментот во градот Скопје. Не треба да се доведуваме во ситуација да милоста на владата биде пресудна за ние да го обновиме возниот парк. Еве, ВМРО ДПМН ги има набавено во минатите влади автобусите кои што моментално се возат во градот Скопје.
Повторно доаѓа ред после години, ВМРО ДПМН 80 автобуси да обезбеди. Тоа е така затоа што ние немаме систем во градот Скопје. Системот подразбира да не е важно кој е прв човек на градот Скопје. И да немате во тие ситуации, кога ќе се погоди и лош градоначалник како Арсовска, но и Петре не беше ништо подобар, ако имате вие функционален систем, тогаш нема да дојде до сериозен крах на јавните предпријатија и крах за услугите за граѓаните како што имаме во моментов. Недопустливо е ние да се доведеме во ситуација поради лош менаџер да не се собира ѓубрето во градот. Или автобусите да се чекаат по неколку часа, да имаме целосна неизвестност и да се случува многу често да не ни дојдат по неколку часа чекање на автобуските станици. Така што јас пред се во главниот град ќе создадам систем, кој систем подразбира целосна функционалност на јавните предпријатија. На долг рок функционалност на системот и без притоа момент на слабост кој би предизвикал она што го споменавте вие. Ние да влеземе неподготвени за пожари, ние да влеземе неподготвени со функционалност на комунална хигиена или ние да се доведеме во ситуација да не можеме по неколку часа да стигнеме од точка А до точка Б во движењето во главниот град. Господин Георгиевски, сметате ли дека оваа кампања, во јавноста ги слушаме реакциите и од обичните граѓани, дека е помалку неинвентивна? Се ветуваат на некој начин и брда и долени, дел од тие кога ќе ги проанализирате, дали 40-50% се остварливи. Не ви се чини дека помалку излегувате во рамки, не говорам само за вас, туку генерално сите кандидати, надвор од она што им се ингеренции, можности и капацитети на градоначалниците. Па јас ќе ми простите, но немам детално разгледано програми на другите контракандидати мои, има доста, мислам дека сме 18, но за мојата програма и моите проекти одговорно можам да тврдам дека сите се надлежност на градот. Мојата програма, освен што ја правевме во консултација со граѓаните, правена и со експертски тим, луѓе кои што се сериозни, секој докажан во својата фела и домашни и меѓународни, кои што учествува во процесите на внимателно одбирање на проектите и кога ќе направите вие пресметка, вкупниот износ на сите проекти кои што јас ги ветувам во програмата е некаде помеѓу 180 и 220 милиони евра. А вие сами откажавте дека буџетот на градот Скопје е 140 милиона евра. Значи се што имам јас ветено во програмата се е остварливо, се е реално и се ќе биде реализирано во наредните 4 години. Тука подразбирам и инфраструктурни проекти, и подземна инфраструктура, подразбира и обнова на постојана на возниот парк на јавните предпријатија, функционално создавање во јавните предпријатија, Луна парк, жичарница која што ќе правиме во соработка со владата, се е земено во предвид. Се е остварливо, јас одговорно тврдам. Близу 100% како во кисела вода, така и ќе бидам кога ќе завршам со мандатот во градот Скопје. А вие ќе бидете како медиуми тука да го следите. Избори за градоначалници, а теми во кои доминира и обвинува и контраобвинува од типот кој е криминалец, кој е корумпиран. Дали тоа мислите дека граѓаните, обичниот граѓани или граѓанинот на Кисела вода или на Карпош го интересира во овој момент? Или кој е предавник, а кој е патриот? Јас во моите настапи немам никогаш споменато некој од моите контракандидати. Апсолутно никогаш. Дури и во ситуација кога некои од моите опоненти постојано на настапите ме споменуваат, од проста причина што јас во оваа кампања одлучив да понудам решение, јас сум таков човек кој што меѓутоа му ракоплескате на Мицковски кога па не сум се конфронтира со опозицијата. Па видете, председателот на партијата смета дека треба да биде одговорено на одредена теза и прашање и така треба да биде на својот политички противник, на господинот Филипче. Затоа што барем Филипче нема кредибилитет во оваа држава за било што да говори, најмалку да говори за подобрување на социјалниот стандард на граѓаните, предарства и се останат. Кој знаеме од каде доаѓа Филипче и кој е главен ментор негов. Јас говорам за она што го нудам како проекти и визија за моите сограѓани
и при тоа во цел изминат период не се занимавам со моите противници, така уште 10 дена се останати, ќе продолжам во таа насока. Георгиевски, на крајот, точни ли се информациите дека доколку станете градоначалник на Скопје, веќе има договор дека најголемиот дел од јавните претпријатија ќе припаднат на коалицијата, односно на луѓе од ВЛЕН и од ЗНАМ? Таков договор ниту има, ниту некој разговарал за такво нешто. Сакам да бидам прецизен околу тоа, ниту пак некој помислува за приватизација, затоа што гледам дека во неумешноста на она што вие го кажавте, да понудат решение, одредени политички партии измислуваат одредени состојби и визии за во перспектива, кои што најверојатно се одлика на нив, па сакаат да ги представат како одлика на другите. Јавно предпријатие нема да биде приватизирано од моја страна, одговорно тврдам, зашто прв противник за тоа сум јас. Ниту има разговарано за евентуални директорски места или за било што со некого досега, исто така одговорно тврдам, затоа што сите сме силно фокусирани да на што поголем број на наши сограѓани во градот Скопје и ми ја презентираме квалитетно нашата програма и нашата визија за главниот град. После изборите ќе следи период кога ќе треба да се делува брзо во однос на кадровата политика, но на сите позиции ќе има лица кои што ќе бидат приближно спремни на она што сум јас, да дадат се од себе за да ги нормализираме процесите и да ги подобриме условите во градот Скопје за нашите сограѓани. Јас нема да си дозволам луксус да јас работам по 18-19 часа ако треба во денот, а некој друг поради одредени, не знам, коалициски договори или било што, да биде на позиција за што мора да биде. На градот Скопје му требаат работници. Јас сум работник и ќе дадам се од себе. Јас семејството не си го гледав изминатите 4 години за кисела вода да има напредок. И го постигнав тоа. Затоа и имам и толку силна поддршка во мојот дом овде во кисела вода. Но ќе имам и во цело Скопје, затоа што ќе дадам се од себе за да ги подобрам условите за живот за моите сограѓани овде. Јас ќе создадам дела во наредните 4 години по кои што ќе ме паметат граѓаните и тоа е и целта поради која што сум влезен во политиката. Прво човек, а потоа градоначалник. Зарем овој слоган не е помалку апсурден? Секој градоначалник зарем не е човек? Не, има многу луѓе, ама малку од луѓето знаат да бидат човек. Човек според мене состојба во која што секој ќе може во секое време да се подпре на вас. Да знаете дека имате човек на кој што ќе може да се подпрете. И мислам дека е многу правилен слоган, особено за локални избори. Градоначалникот и општината, или во случајот градот Скопје, е првата врата на која што трпнуваат сите граѓани. Иако станува збор за надлежности кои што не се на локалната самоуправа, дали се социјални проблеми или било какви проблеми, граѓаните треба да имаат на кого да се подпрат. И затоа јас сум човекот на кој што ќе може да се подпрат во наредните 4 години, како што изминативе 4 години се подпираа граѓаните од кисела вода на мене. Некогаш не е се до улицата. Некогаш доволно е само да имате со кого да седнете и да поразговарате. А јас сум тој кој што ќе биде прв човек, татко на сите скопјани, човек на кој што и за добро и за лошо ќе може да се подпрат на мене. Благодарам за интервјуто за тебе, магазинот Трилинг. Ме беше чест. Европската унија разединета. Путин и дише на врат. Трамп ги повикува членките да не кокетираат со Русија кога се во прашање енергенсите. Новиот форум Брдо Крајн донесе само трошка надеж дека возможно е унијата да носи одлуки -1 или без целосно мнозинство, ако се проценуваат техничките перформанси за новите аспиранти. Страф од Русија и притисок од Трамп кон Европската унија, но и внатрешните проблеми. Европа е во хаос, кажа фон дер Лајен откако ја преживеа и втората интерпелација. Во ова издание на Трилинг соговорник е Малинка Ристевска Јорданова, ЕУ експерт. Господја Ристевска, што ќе донесе посетата на високата европска представничка? Доаѓа во миг на 15 октомври, 4 дена пред одржувањето на локалните избори. Што ова значи? Најпрвин, ова е нејзина веќе традиционална есенска посета на регионот.
Таа го посетува целиот регион, не е исклучително за Македонија, и затоа не би го ставила во контекст на локалните избори, иако е малку ризично што доаѓа токму сега. Мислам од аспект на можни влијанија на такви посети врз исходот од изборите, иако кога зборуваме за локални избори во европски рамки, тогаш повеќе зборуваме за локални политики, меѓутоа кај нас тема се и националните, да кажем, прашања, повеќе прашања од пошироко значење. Сега конкретно на прашањето што очекувам дека ќе донесе, искрено моите очекувања не се преголеми, следејќи ги нејзините, сите нејзини настапи во однос на проширувањето и на регионот. Таа ги носи традиционално пораките иднината на Западниот Балкан во ЕУ, ќе бидат оценувани според собствените критериуми и така натаму. Исчекор во однос на нашата земја би било доколку таа го прифати речникот на Кошта, па да зборува и за можни гаранции за Македонија во овој пат. Како вие гледате на можноста прием во Европската Унија со квалификувано мнозинство? Самиот прием не се поставува како предмет на конечниот прием, како предмет на квалификувано мнозинство. Значи, во правото на Европската Унија има два чекори кои што се едногласност, почетокот на процесот и крајот. Крајот на процесот е фактички едногласност, бидејќи треба договорот за пристапување да биде ратификуван од сите држави членки. Овие предлози веќе 3-4 години наназад се стануваат се поактуелни, не само во невладиниот, туку и од страна на државите членки. Така што имаше таков предлог од Австрија, имаше таков предлог non-paper Словенија, Германија. Значи, правно, тоа е како возможно, затоа што правото на Унијата е многу базично што се однесува до пристапувањето. Земја која што ги исполнува условите, што е европска земја, може да поднесе барање, за тоа се одлучува едногласно. Како се пристапува е предмет на договорот за пристапување, што треба потоа да го ратификуваат државите. И така натаму уште неколку детали, меѓутоа тоа е основата и примарното и секундарното право понатаму не кажува ни избор. Така да се ова што е понатаму надоградено, методологии, други правила, отворење, тоа е се со дополнителни одлуки на Советот на Европската Унија. Меѓутоа проблемот е сега што, бидејќи тоа е веќе еднаш донесено со едногласност на државите членки, треба да се смени со едногласност на државите членки, значи тие треба сите да се согласат за да преминат на некаков вид на квалификувано мнозинство, а повеќе опции се тука во игра, дали квалификуваното мнозинство какво што го знаеме или некое кое што ќе бара уште поголема согласност од државите членки. Колку е аргументирана тезата дека Македонија можеби треба да купува време во насока дека да се надеваме за промена на механизмот што на некој начин би го олеснил патот на Македонија до зачленување? Купувањето време мислам дека не е соодветниот израз, меѓутоа од друга страна па ставањето се на коцка за да се почне патот на преговори без никаква гаранција потоа е исто така нешто што е неприфатливо. Затоа мислам дека треба да бидеме многу разумни и многу одмерени, да ги следиме работите како се одвиваат, затоа што ние обично чекаме една работа да ги реши еден настан, Deus ex machina, да ги реши сите наши проблеми, но тоа не се случува така во Европската Унија. Нема да биде тоа еден чекор кој што ќе биде одлучувачки. Значи, и во овој момент, да, се зборува се повеќе за квалификувано мнозинство во текот на процесот на пристапување, меѓутоа, реално, поддршката кај државите членки се уште не е доволна за да се премине и во процедура на
такво нешто. Значи, за тоа е потребна промена на преговарачките рамки кои што веќе постојат или некој друг документ. Унијата секогаш може правно тоа да го изведе ако има политичка волја. Сметате ли дека постои реална волја, подготвеност од Брисел да дадат своевидни некакви гаранции во делот на она што македонската страна го бара, гаранции дека после уставните промени нема да има нови барања од официјална Софија? За мене генерално е проблем воопшто барањето гаранција, недефинирањето на такви гаранции, затоа што ние не зборуваме за какви гаранции станува збор или какви бараме. Само се зборува гаранции. Проблемот е во тоа што бугарската страна веќе се што можеше како гаранција дека тие ќе влијаат на секој иден чекор, веќе го вметна во официјалните документи на Европската Унија, заклучоците на Советот и преговарачката рамка. Што значи нема враќање назад? Не, тоа не значи дека нема враќање назад, затоа што доколку има, пак ќе повторам, политичка волја од страна на Европската Унија, се е менливо. Значи, тоа не мора ни да биде со менување, туку со нов документ. Еве пример ќе дадам. Значи, Србија и Црна Гора има веќе преговарачки рамки по старата методологија. Меѓутоа, кога се усвои новата методологија, беше донесен дополнителен документ со кој што се кажа дека се согласиле и тие и државите членки да се на нив да се применува новата методологија и како таа ќе се применува. Значи, секогаш постои начин кој има политичка волја. Проблемот е во немањето во моментов на доволно политичка волја, нити во однос на проширувањето воопшто да влезе квалификуваното мнозинство во сите меѓучекори, нити пак во однос на Македонија. Зошто сме маргинализирани? Дали може да се каже дека сме ставени на маргините на интересот на Брисел па и на Вашингтон? Мислам дека до таа, иако е тежок збор маргинализација, но нема да ви контрирам на тоа, мислам дека за еден дел сносиме и сами вина, затоа што едноставно дозволивме некои наши национални интереси да се погазат и се поделивме внатрешно по повеќе линии. И веќе кога сме поделени внатрешно по повеќе линии, секој од страна кој што има интерес, како некои соседни држави, тоа го искористија и се наметнаа во Европската Унија. Вториот фактор е што Европската Унија едноставно прагматично гледаше да оди чекор понапред и ако нешто политички не ја чинеше многу, таа постапуваше по тоа. За жал, нашата политичка цена ние ја поставувавме прениско досега во сите, да кажам, критични моменти во однос на Европската Унија. Во ситуација кога, например, една Албанија ита кон членството кон Европската Унија, имаме ли ние простор да се однесуваме помалку несериозно и како да не сме спремни по секоја цена да направиме, да вложиме дополнителен напор за да го забрзаме овој пат кон Брисел? По секоја цена дополнителен напор. Дали сакате да кажете по секоја цена да ги усвоиме, односно да пристапиме кон усвојување на уставните измени? И јас повторно ќе кажам, уставните измени се само еден мал дел или вовед во сето тоа што понатаму ќе треба да се направи, затоа што тука се работи за спроведувањето на вториот протокол, кој што има многу други импликации. А самото усвојување на уставните измени ќе донесе на тамошни проблеми во имплементацијата. Ние само ќе отвориме уште еден пат, за да можеме да бидеме условувани понатаму и понатаму од страна на Бугарија. Значи, ние со тоа е познатата салама тактика. Значи, ајде сега проголтате го ова, поутре ќе го проголтате ова, па заутре ќе го проголтате ова, па потоа ќе го проголтате ова. И јас сум против таквиот пристап. Мислам дека треба да имаме визија, дека веќе премногу ги навикнавме сите дека ние можеме се да прифатиме. Нашиот проблем е што
треба да го зачуваме кредибилитетот на нашата понуда. Значи, ако некој друг може да си дозволи да нема сите петки или четворки или тројки, ние тоа не смееме да си го дозволиме, токму затоа што сме мали и мораме да бидеме кредибилни и мораме да ги имаме на своја страна оние кои што навистина се за принципот мерит. Мене тоа повеќе ме загрижува отколку дополнителниот чекор што ќе го направиме, што би требало да го направиме за да одиме поблиску до ЕУ. И само да ве потсетам, значи Албанија е точно дека сега граби напред и тоа е една динамика која што е пред се диктирана од Европската комисија, како понатаму ќе оди со државите членки ќе видиме, но ова не сакам да го кажам за да кажам не оди процесот, добро е да оди процесот напред. Меѓутоа да се сетиме дека Албанија пред неколку години, повеќе години, имаше случај кога имаше ратификуван меѓународен договор со Грција, па тој падна на Уставен суд, па Албанија сега преговара со Европската унија. На што се должи сепо нагласениот евроскептицизам? Се должи на долгото чекање и на изгубениот кредибилитет пред се на Европската унија кај нас. Дали разногласието во Европската унија тука ние го користиме како аргумент дека Брисел не сака? Тоа е едно од алиби и тоа е едно од нашите ризици сега, да се користи Брисел не сака или прашањето со уставните измени, кое јас тврдам не треба да се усвојат, за ние да си тераме овде како сакаме, односно да го губиме кредибилитетот на нашата понуда, па да правиме излети во владење на правото и така натаму. Тоа е реалниот ризик. Но од друга страна, не смееме да ги поедноставуваме работите до таа мера да кажеме дека ако сега сме во преговори, Европската унија до толку ќе влезе внатре што автоматски ќе ги сопре и корупцијата и се што не чини во наше општество. Тоа не е случај, ниту било случај со било која држава денешна членка на Европската унија. Кога сме кај во делот на владењето на правото, власта најавува дека по локалните избори ќе следува демонтажа во судството и правосудството. Колку ваквата реторика ја гледате возможна? Токму на ваквата реторика мислев преска кога кажав дека тоа се големите ризици за нашиот кредибилитет. Значи ние мораме да внимаваме на рамнотежата на властите, на градењето на институциите. Тоа не е начин на кој што ние ќе прикажеме дека сме земја зрела за членство во ЕУ. Ниска доверба во македонскиот правосуден систем. Иако тука се користи една низа на реформи се најавува од користи типот на Европската ветинг во унија. македонскиот правосуден систем до потреба од распуштање на судскиот совет, но сега за сега се уште ништо не гледаме опипливо, сериозно. Ако го сметаме распуштањето на советот или ветингот како нешто опипливо и сериозно, јас не би се сложила за тоа. Мислам дека реформите повторно ние очекуваме едно магично стапче како што е ветингот или смената само на судскиот совет или на некој носител на власта. Мислам дека нам ни е потребна едно внатрешно градење на доверба во институциите кои што се сериозно разнишани и меѓу институциите и диалог меѓу институциите на системот, што е многу потешко да се направи, одошто сега да се почне, не знам, со ветинг или да се распушти советот или советот или да се разреши некој. Тоа е полесен, но пат кој што нема да ни ги реши проблемите. Мислам дека треба реално да отпочне еден многу поразличен процес на диалог во ова општество и на јакнење, односно враќање на институциите на нивните темели. Ако власта ја прашате, ќе ви одговори дека институционално ние сме подготвени за Европската унија. Институциите си ги извршуваат своите обврски. Знаете што, прашање е во која мера, како, во која функција, кои институции се ги вршат
своите функции. Нормално дека секоја власт, ако ја прашате, ќе каже дека таа ги зајакнала. Но мислам дека ни е потребен еден малку поширок пристап, бидејќи предолго партократијата и клиентелизмот правеа штети на македонските институции. Вие сте и членка на Советот за национална безбедност. Интензивно имавме 3-4 дена, слушавме како сме атак на хибридни напади. Председателката Сејановска Давкова не оцени дека има потреба од свикување на Националниот совет за безбедност. Дали прашањето за наводни хибридни напади го искористивме како алиби состојба или реално постојат закани врз државата? Јас би требала да имам информации и мислам дека прашањето треба да се расправа и јас да дискутирам во Советот за безбедност за тоа, а не да дадам било каква оцена без да имам проценета ситуацијата. Нашиот состанок последен беше имаше за тоа јавна информација пред Илинден и тогаш се разговараше за пожарите и така натаму, меѓутоа хибридните напади не биле посебно тема и предпоставувам дека треба да бидат, односно ќе бидат тема на разговор на Советот за безбедност. Кои би биле индикациите дека сме атак на безбедносен ризик? Мислам дека надлежните институции треба да дадат информации за тоа кои се елементите врз кои што се дошло до заклучок дека сме напад на хибриден напад и каков. Благодарам за разговорот. Благодарам и вам. Драмите и трагедиите треба да се играат во театрите. Кажете им го ова на тие што прават светот да крвари. Ова послание во март 2023 година по повод Светскиот ден на театарот го потпиша македонската актерка Теута Ајдини Јегејни. Таа е добитничка на овогодишнешната награда 11. октомври. Израснала во уметничко семејство, завршува актерска академија во Скопје и играла во 30 представи, но имала и улоги во голем број на филмови. Со филмот Вера сонува море, со косовската режисерка Калтрина Красничи ги доживеа фрампетните аплаузи на Венецијанскиот фестивал. Ја доби и филмската награда во Токио. Најпрво честитки за наградата. Ви благодарам. Како поминува еден ден ваш представа, потоа државна награда, прием, дома со најблиските и што потоа? Обширно е, но навистина е така, бурно е, целодневен ангажман мој. Јас сум сопруга, сум мајка на 2 деца, па сега станав и баба. Актерка, првенка во албанскиот театар, ангажирана во многу представи. Очекувам да играм во едни многу добри сценарија. Нема сега тоа да го кажам, но само најавувам. И сето тоа го правам, но го правам све со љубов. Значи, љубовта е таа која ме одржува и кога некој ќе рече дека не можеш, навистина се може. Господја Ајдини, што е блиску меѓу филмската Вера и театарската Теута? Жената, емоциите, битката во себе и со светот. Колку во ова сценарио за посттранзицијски борби на едно семејство и една жена го препознавате и периодот што се уште веројатно трае по 3 децени самостојна држава? Да. Вера. Вера е една универзална жена, за која само што го добив сценариото и јас се најдов себе си во неа. А не само јас. Јас верувам дека многу жени ќе се најдат во таа улога. Бидејќи не обкружува истото општество, истите проблеми, кај да сме. Една силна жена, веројатно и тука е целата
целата прикажана колку една жена е јака и силна и моќна да може со општеството кои се наметнуваат милиони проблеми кои се уште траат. Било каде да е тоа, навистина филмот се сними во Косово, но ние во Балканот не сме различни воопшто нигде и никаде, тоа постојат и кај нас сигурно во Македонија. Но тие проблеми и паѓаат врз глава на Вера, која на свој начин, знаете како велат, дајте и на жената немир, таа ќе ја створи во мир. Дајте и на жената немир кој болест или било што да биде, таа ќе го преобрати во моќ. Таа е Вера. Вера со таа незината мирна, спокојна душа успева да разоткрие се и да го прикаже најлошото во општеството, криминалното подземје, да открие и во блиското семејство што се случува, а не знае, и сето тоа на свој начин да може да го разоткрие и да го доведе до публиката како нешто немило што не обкружува нас. Каде се противречностите со тоа време и ова денеска што ни се случува? И актуелниот миг? Па ја мислам дека нема некоја противречност. Трае, долго трае. Мислам дека ни треба уште доста време за тие работи да можат некако да се оддалечат од нашето секојдневие. Читам секојдневно немили настани, можеби не лично сум ги пробала, но сето тоа што се случува околу мене јас го прифаќам лично, бидејќи тука живеам, тука растат моите деца, па моите внуци. Не мислам дека имаме некој голем напредок во ова. Било, можеби не толку, но сега има земено замав. Пред неколку години констатирате во на послание, оставете ги драмите на театарските штици. Так. Дали денес може да бидеме толку индиферентни, рамнодушни кон сето она што ни се случува? Од голем број на трагедии, несреќи, своевидно разочарување кај обичниот човек? Па да, актуелни се војни низ светот, актуелни се немили настани во нашето општество. Па тоа ми е мене една не поука, но една испорака кон народот, да ние се бориме и не сме индиферентни. Ние говориме, но не знам колку има слух за тоа и колку допира до тие кои треба да допрат. Верувам дека ние секогаш ќе ги бидеме бунтовни околу овие настани, но малце народот треба да се разбуди и да размислува на друг начин, па секој со својата професија, секој со своите вредности и можности да може да придонесе околу ова. Би требало да се променат многу работи, но верувам дека денеска не сме тука за да ги кажеме директно сите тие работи, но јас лично, преку моите ангажмани, преку моите како актерка, се мачам некако да вадам на извиделина сето тоа што се случува во општеството. Ние знаеме да говориме гласно со нашите драми и трагедии, кои ги имаме како продукции во нашата куќа и во било каде да сум ангажирана или со некој филм. Но тие кои треба да го слушнат, ретко доаѓаат. Може би доаѓаат, ама доаѓаат на 5 минути да се насликаат и си бегаат. Мислам дека нив би им требало повеќе тоа да го следат и да го знаат, за да би допрало некако. Во едно интервју
Велите, актерството ме научи да оживеам човечки судбини, да го разликувам добриот од лошиот, да знам кој е добриот, а кој е лошиот човек. Дали вашиот пристап придонесува да се разбијат некои од стереотипите во општеството? Па и јас лично, навистина така со мојата возраст сега, со мојата сигурност во себе и со големиот багаж на проекти кои ги имам, навистина ме научи ова сето да го видам. Добро разликувам, добро размислувам. Не сум вклучена во политиката затоа што не знам во оваа политика да се снајдам. Знам добро како функционира. Секогаш сум имала понуди, но елегантно некако ги истргнувам од себе си. Јас знам во политиката да вреднувам човек, а не некоја насока која така слепо се оди по тоа. И мислам дека навистина придонесувам со сето тоа што можам ја да го придонесам. Еве во различни интервјуи ја нагласувам некои работи за кои не допира до мене, не ми се допаѓа до мене. Па би требало секој на свој начин тоа да го направи некако. Дали денеска доминира дисциплината, културата, професионализмот или аматеризмот, провинционализмот? Импровизацијата? Ме прашувате во театар или воопшто? Воопшто. Воопшто. Тука вклучувајќи го и театарот? Да, и театарот. Па недоволно. Недоволно. Недоволно затоа што мислам дека и во театарот веќе нема таква дисциплина. А целата кривица ќе почнам од самата моја матична куќа, затоа што јас таму работам и знам дека не се подпомогнува културата, не се инвестира во неа. А кога ти не инвестираш во култура, тогаш знам и често го споменувам тоа на познатиот режисер Паоло Маџели кој вели многу е ефтина културата, но многу е скапо да имаш некултурен народ. Затоа што тој и не знаеш колку ќе те кошта. Ако би почнале ние во културата да можеме таму да придонесуваме, да вадиме проекти, да имаме и меѓународно признание и да допира од нашата држава, да биде Македонија слушната и надвор, па да придонесеме во сето тоа, би било и во сите други сфери корисно. Велите во една прилика ние сме во стагнација. Дали хибернираме, дали клиентелизмот, трката по пари всушност на некој начин ги измести вредностите? Да, сигурна сум во тоа дека ги измести. Вредностите ги измести, а точно тој бизнис, се прави бизнис и во уметноста. Јас сум многу среќна за себе затоа што никогаш не прифатив да правам бизнис со мојата професија. Не прифаќав и тогаш кога најмногу имав потреба да бидам, да земам некој денар и да проживеам. Ми се случувало да имам и 20 евра плата кога во едно време премина во албанскиот театар во Приштина ради лични околности. Не е важно сега тоа да го споменам. Ми се нудеше да играм во некои мали представи кои добиваа многу, но беа безвредни. Успеав да се воздржам и сум горда денеска на тоа. Затоа што со време вредноста некако ќе се покаже, ќе излезе на виделина. Може би ќе почекаш, може би ќе биде касно, но никогаш не е касно, велат народот. Јас сум сега исполнета и сум задоволна што тоа не сум го направила. Вредностите се изместени, бизнисот е коруптиран и тој исто така, на лесен начин се правиш бизнесмен, а уметноста останува на истото место и така да како би можела сега да тоа некако да го покажам, секогаш тргнувам од мојот аспект, така знам да ги гледам работите. Кога и во уметноста се прави бизнис, тогаш не знам. Во времето кога немаше хонорари, живеевме само од една единствена плата. Немаше
немаше можност да ти одземе некој улогата. Сигурно ќе дојдеше некој режисер кој навистина мислеше дека токму ти можеш да играш. А сега можеш да се вметнеш негде, можеш да се прикупиш. Трчаш, оставаш некоја представа во својот матичен театар која навистина вреди, а играш во некоја безвезна серија, да речеме, не сакам, добро е да се работи, добро е да имаме продукција, но тие да бидат навистина на своје место, а за нив треба средства, а средствата некој треба да ги плати. Дали денес македонците и албанците имаат заедничка припадност кон својата држава? Да. Јас ке зборам како албанка, јас сум горда што сум албанка и многу ги сакам гордите македонци. Зашто ако си горд, ти знаеш да признаваш, ти знаеш, јас често го споменувам Гоце Делчев кој рекол дека светот го разбирам како еден надпревар во културното поле. И ако ние така го гледаме светот, зашто би имале разлика, ние сме во една иста држава и јас припаѓам исто така од едно подрачје кој се вика Девар, кој со децени, со стотици, со векови имало еден многу добар соживот, каде македонците едве чекале да говорат албански и албанците да говорат на македонски и го знаат перфектно старите. И ако ти живееш со такви традиции, со нешто земено од таа страна, за мене мислам дека ние сме тука, живееме заедно и никој никому не треба да му смета, но треба да гледаме тука да се надпреваруваме, да бидеме заеднички во меѓународната заедница да се тркаме. Што е она што создава меѓу обичниот човек поделби, состојба која придонесува за анимозитет еден кон друг? Па да, тука е јасно. Тоа е сосема јасно во нашава држава, дека тоа го прави само политиката за своји поени, за своја благосостојба. И ја верувам дека највиновни се тие. Обичниот човек не. Јас живеам во една околина каде сме обкружени македонци, албанци, но таму немаме никакви поделби, не живееме со децении таму заедно. И никој теута не ја гледа како албанка, нити пак ќе ја гледам некого поинаку. Но ако некој тоа не направи некој раздор, да, ние се знаеме со многу години и не би требало тоа да се случи, но ако некој не живеел со некого и ако има друга перцепција, тоа ќе делува навистина. Политиката мислам дека е најкрива во ова. Благодарам за издвоеното време и за интервјуто и уште еднаш ви честитам за наградата 11 октомври. Ви благодарам многу. Кристина Тасева студирала во Велика Британија на Универзитетот во Ворик компјутерски науки и бизнис, каде бизнис делот бил фокусиран на оператива и стратегија и финанси. Неодамна се вратила во Македонија, затоа што верува во потенцијалот што го имаме тука. Според неа, нашите IT експерти се признати на глобално ниво, не само поради нивните вештини, туку и поради способноста да предаваат и водат. Например, професионалците од Семос Едукација биле поканети да обучуваат тимови во светски компании, како Shell и Microsoft, што зборува многу за квалитетот на знаењето што го создаваат тука во Македонија. Кристина Тасева по враќањето во земјава работи во одделот за вештачка интелигенција во Семос Едукација. Тасева во наредните минути ни ги пренесува нејзините видувања околу развојот на вештачката интелигенција и предизвиците кои таа ги носи. Во последните неколку години често разговарам за вештачка интелигенција со луѓе од различни позадини. Некои од нив се страствени информатичари кои со мене сакале да ги споделат своите идеи и трудови, а некои се повозрасни луѓе кои што се возбудени што почнале да користат ChatGPT. Тоа што можам да го приметам во сите овие разговори е всушност љубопитноста која што сите имаме за вештачката интелигенција. Ова оди од една крајност на целосен оптимизам и примена, до друга крајност која што е стравот дали роботите ќе не заменат.
Ние во Семос Едукација долго време размислувавме како да ги споиме овие две сваќања на едно место. Од една страна сакавме да ги поддржиме ентузијастите со нивната желба за знаење и напредок, а од друга страна сакавме да покажеме дека стравот од вештачка интелигенција не треба да постои и дека таа е всушност само уште една алатка која што во иднина ќе ја користиме исто како што ги користиме компјутерите денес. Со оваа цел, ние во Семос Едукација одлучивме да направиме настан и оваа година на 8 април ја организиравме националната скилинг иницијатива за вештачка интелигенција или накратко INSI. На 8 април организиравме 96 кратки обуки во еден ден во 5 балкански земји со главен фокус на Македонија, кои што одеа и онлайн и во живо. Имавме повеќе од 8000 слушатели низ целиот регион и бевме дел од рушењето на Гинисов рекорд кој го организираше Microsoft. Подоцна се роди идејата 30 за 30. Нашата желба да ја направиме иницијативата INSI достапна за сите, да ви ги одговара прашањата кои што ги имате, кога вие сте расположени, кога вие сте слободни. 30 за 30 нуди повеќе месечна претплата да може да погледнете 30 кратки обуки по цена од 30 евра. Цената избравме символично затоа што ние 30 години нижиме успеси, а вие може секоја обука да ја погледнете по цена од 1 евро кога вам ви одговара. Убавото во овој пристап е тоа што ви нуди еден поглед кон целосниот свет на вештачка интелигенција и како таа се користи. Обработивме различни примери од тоа како да ја користите за да донесете подобри финансиски одлуки, како да ја направите свој личен асистент, работни примери во маркетинг, продажба, финанси, човечки ресурси, но исто така одговоривме и технички прашања, како се развива вештачка интелигенција, како се создава модел за вештачка интелигенција и како да ја користите безбедно. Кога веќе споменав безбедност, би сакала да посочам дека е битно и од каде ги добивате вашите информации за вештачка интелигенција. Денес на пазарот постојат многу комерцијални алатки кои се за широка употреба, но не ги заштитуваат вашите лични податоци како тајни. Односно, тоа што може да се случи е вие да внесете некоја информација за вас и подоцна некој друг да има пристап до истата. Затоа, ние во Семос Едукација, кога ја создававме платформата 30 за 30, внимававме на деталите, се консултиравме со искусни професионалци во секоја област и тоа што ви го нудиме е внимателно одбрано и издржано. Со правилно користење, вештачката интелигенција може да биде од огромна помош, а правилната употреба ние се потрудивме да објасниме на лесен и разбирлив начин за секој од вас да може да ги следи сите 30 обуки на различни теми. Идејата ни е да ја приближиме вештачката интелигенција и целата таа тематика до пошироката јавност, да ги одговориме сите специфични прашања кои ги имате и секој кој што слушнал за нешто да му биде јасно што се случува. Народски кажано, без разлика во каков разговор и да се најдете, вие ќе знаете за што се зборува. Платформата 30 за 30 моментално е достапна на нашиот сајт на Семос Едукација во оделот AI. Гледавте Трилинг и 3 одвоени интервјуа. Орце Ѓоргиевски, кандидат за градоначалник на Скопје, Малинка Ристевска Јорданова, експерт за евроинтеграција, како и актерката Теута Ајдини. Довидување до идниот петок во исто време.